Утренска програма на телевизија Алфа, наричана со едноставен наслов Добро утро, секое утро. Верувам дека секое утро е навистина добро во наше друштво. А сега, како и секој петок, адвокат на граѓаните, за денеска адвокат за вас и сите правни прашања ќе ви ги одговара адвокатот Бојан Милошовски. Добро утро. Добро утро, поздрав до вас и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Ви благодариме, адвоката, што и во вакви вонредни услови прифативте да бидете наш гостин и да видите на задачата да ги одговориме сите прашања на нашите граѓани и почитуваните гледачи на телевизија Алфа. Дома сте, почитувате мерки, така? Не ни се јавувате од викендица, негде надвор од Скопје, нели? Точно така, во домашни услови секогаш се обидуваме да одговориме колку толку да им помогнеме на граѓаните колку се може. Еве вака и во одредни услови, во ваква состојба каде што сме во полициски час, што се вели, односно каде што е ограничено правото на движење. Токму така, со оглед на нашата природа на професијата, како во редовни услови работиме постојано овие последниве 3 месеци. Но тоа е тоа. Секоја чест. Да, како и вие, секако адвокати, и вие постојаната соработка што имаме секој петок, но знаеме дека постојано не ја затворивте канцеларијата, туку телефонски онлайн во вашата канцеларија, колку што имавте можност да обстојувате, би рекла, во правниот ваш систем, бранејќи си ја својата професија, секако. Ајде сега, како што споменавме, во вонредна состојба сме, повторно, вонредна состојба уште недела дена од прилика ќе имаме, но за тоа ќе оставиме подоцна да продискутираме, секако имаат секогаш предност граѓаните, токму затоа и востановена ова рубрика Адвокат на граѓаните и нивните правни дилеми, а вашите одговори од правна природа. Добро утро за нашиот прв гледач во оваа рубрика. Добро утро. Добро ви утро, повелете. Од нека странка, мислам, граѓани од Скопје. Добро, само се извинувам да прашам адвокатот дали ве слуша, тоа е најбитно. Да. Адвокате, дали го слушате гледачот? Да. Као не реагира. Да, доцни тонот, но се е во ред. Добро. Се е во ред. Прашањето до адвокатот е: поднесена е кривична пријава во јавно обвинителство. Јавно обвинителство се изјаснува дека таа кривична пријава не се гони по службена должност, него по приватна тужба. Поднесено е приватна тужба во судот. Судот одговара ова кривично дело по член 247 став 4 се гони по службена должност и предметот е вратен во јавно обвинителство. Јавно обвинителство пак останува на тоа дека тоа се гони по приватна тужба, односно не покренува обвинение, а кривично дело постои. Прашањето е: каде сега граѓанинот да се обрати? Дали во јавното обвинителство, дали во судот или негде надвор? Добро. Го слушнавте прашањето, сега ве молам останете и понатаму на телевизија Алфа да го слушнаме и одговорот од адвокатот. Јас се извинувам, не го слушнав во целост. Добро, до каде слушнавте? Не во целост прашањето. Кажа гледачот дека се обидел по службена должност, значи поднеле до јавното обвинителство кривична што се прогласиле дека по приватва за тоа кривично дело, што понатака не го разбрав до крај, бидејќи се изгуби овдека мрежата, линијата. Аха, каде треба да се обрати за неговиот случај? Дали во јавното обвинителство, дали некаде надвор? Имаше многу тешко и јас затоа ве прашав дали вие го слушате. Лош прием. Да, бидејќи не беше јасен сигналот. Вака, значи, колку што ради поднесена кривична пријава на јавно обвинителство, каде што одговорот е дека спомни по приватна тужба, па потоа гледачот поднел приватна кривична пријава, каде што пак таму му велат дека се гони по
службена должност. Не знам точно за каква квалификација на кривично дело се работи, меѓутоа во зависност од тоа како е квалификувано кривичното дело во приватната кривична пријава, веројатно заради тоа и судот, основниот суд, кривичен суд, одговорил на странката дека се гони по службена должност, што и може да е неспорен факт, бидејќи во законот јасно стои кои кривични дела се гонат по службена должност, а кои по приватна кривична пријава. Така што ако е квалификацијата различна од онаа квалификација која што била поднесена како кривична пријава до основното јавно обвинителство, тогаш би Основниот кривичен суд со право го опрачил предметот, односно го упатил предачот да побара уште еднаш да поднесе кривичната пријава до јавно обвинителство. Во секој случај, јас го упатувам исто така да ја поднесе кривичната пријава повторно до основното јавно обвинителство со заедно поднесокот кој што решението од страна на основниот кривичен суд, каде што тие се прогласуваат за ненадлежни, односно дека кривичното дело се гони исклучиво по службена должност. Колку што можев да слушнам дека се работи веројатно за член 245, каде што тоа е за оштетување на стамбени и деловни згради и простории. Да, тоа кривично дело неспорно е дека се гони дека се гони по приватна кривична тужба, така што не знам што да кажам. Треба едноставно да се види предметот. Доколку е по 245 членот КЗ, тогаш предметот се води по приватна кривична пријава, но доколку судот видел дека постојат елементи во самото кривично дело кои што не соодветствуваат на битието на кривичното дело кое што е сторено, а кое што се гони по член 245, тогаш несомнено ќе треба да оди по службена должност. Значи, доколку содржи некои други елементи на друго кривично дело каде што се гони исклучиво по службена должност, така што тука се вклучуваат и органите на прогон, односно кривичната пријава со право може да се поднесе до основното јавно обвинителство. Дали лично, дали преку Министерството за внатрешни работи. Добро. Се надевам дека гледачот е задоволен, доколку ако имавме одредени нејасноти во самото прашање, затоа што навистина имаше лош прием. А сега да слушнеме следниот гледач на телевизија Алфа, што има да ве праша. Повелете, добро утро. Добро утро, убав ден. Ви благодарам и И на вам. вас и на адвокатот, да. Сакам да го прашам адвокатот, иако прашањето малце изгледа комплицирано, многу е битно. Добре. Например, дали постои да речеме кривична пријава дали функција против непознат сторител. И тоа особено ако е некоја мрежа на невладина организација заплетена. Кривична пријава против непознат сторител. Убаво ве слушнав. Добра? Да. Еве за кој случај се работи. Се шират лаги, пандемија на лаги во врска со мојот интегритет, со мојот углед, припишувајќи ми разни етикети, значи, и крајната цел е изолација, тотална изолација, уништување. Значи се шират етикети на неморал, на блуд, на болест, не знам што, гнасни, одвратни, страшни наводи. И тела се прави упорно веќе десетина години, 20 може да речам, преку институциите, значи објавувам, да речеме, продавам куќа, тие ми саботираат, ми ги пратат разговорите и место да напишат објавувам куќа, да речеме на улицата и таа, они го прават тоа, купувам куќа, значи да не можам да преземам никакво действие. Влегувам во продавница, доаѓа полицаец кој е во склопот на тие, да речем, невладини организации и дури директно се обраќа што го примате тука. Значи ми попречуваат да контактирам, да патам пријателство, да си патам, да речеме, било каква комуникација. И понатаму
значи кога требаше мајка ми да биде примена во болница, пошто има таква мрежа, а тоа го има во самата Сорос организација. Значи пишува вика тотална изолација до смрт, тоа јас лично го видов. Лично го видов во нивниот памфлет и обично се взимаат некои луѓе од ното, но се инфилтрирани и во институциите. И сега ми викаат, најди докази, место да видат секој ден тоа се прави на секое место, деноноќно, значи ми шират на секој круг кај што се движам, кај што комуницирам, постојано, значи во работата, иначе сум интелектуалец, чесен човек, побожен, значи стрикно. Но сакајќи да земаат пари, они ги прават тие работи, упорно се делат огромни средства на фондации и повторно сега ќе се вратам, за да не речете прашањето ми е некако нејасно. Дали полицијата има право да преземе, пошто например пријавувам кражба, не ги најдоа. Пријавувам насилство врз дете, не постапува полицијата. Ми вика тој ше на противница, вика господине, вика мене инспекторот, вика дека инспекторот, значи му рекол да не постапува околу мене, повторно препишувајќи ми разни етикети. Значи влезени се во сите институции. Сега, каква можност може да има тука во оваа ситуација од многу небулозности. Значи и јас сум школам државник. Дали функционира институт поднесокот непознатител, дали треба да ме извести или ќе се оди на моје уништување, психичко, физичко, целосно, тотално, да нема никакви Во ред, јас ве разбирам, ќе го слушна адвокатот Бојан Милушевски вашето прашање, но веројатно за какво дело би требало да биде кривичната пријава доколку се решите на таков чекор, да слушнеме правен совет? Преку органите. Да, ве разбрав. Кривична пријава кон непознат сторител, но за какво дело? Николку ни начнавте работи. Затоа. Комуникација на движење на отворување. Така, ве разбравме. Во ред, да оставиме простор за адвокатот, слушнете го што има да ви каже. Повелете. Вака, значи гледачот се соочува со некој проблем веројатно каде што не може да го открие сторителот на дело. Како што кажавте и вие самите, а и он начина повеќе состојби, да речеме и правни ситуации каде што било загрозено неговата слобода, движење, комуникација и така натаму. Така што јас би го упатил, иако мислам дека рече самиот гледаш дека се упатил до Министерството за внатрешни работи, меѓутоа во првиот дел спомна некаква продажба, некакви огласи, па дека потоа тие огласи се преиначуваат и така натаму, ако добро можев да го сватам и да го разберам. Јас би го упатил во такви случаеви каде што имаме состојба каде постои можност за извршување на кривично дело преку компјутерски систем или преку социјални мрежи или било кој друг вид на електронска комуникација, да се обрати, односно да ја поднесе кривичната пријава до Министерството за внатрешни работи или пак соодветен поднесок дека се сомнева во сторување на определено кривично дело. Тоа е Оделението за економски и компјутерски криминал при МВР. Во таков случај, дури да не се знае сторителот, доволно е странката да ги опише действијата кои што се превземени по повод извршувањето на тоа кривично дело, во смисла на тоа час, време, начин, средства и така натаму. А понатака, на задача на Министерството за внатрешни работи е преку нивните соодветни алатки да преземат соодветни действија со цел откривање на сторителот на кривичното дело. Значи, дури да е енен сторителот, има во денешно современа технологија, IT технологија, значи може сторителот многу лесно да се најде по IP адресите, каде што последен пат комуницирал, направил определена действие, измена, бришење и така натаму на определени материјали. Така што не верувам дека доколку ова му се случува на гледачот, дека не може исто тоа да се открие. Секако треба да постои волја, постои интерес за такво нешто.
а доколку, како што можев да разберам дека и си не постапувале по неговите пријави, секако доколку смета дека е загрозено неговото право како на граѓанин да пријави, поднесе кривична пријава и така до Министерството за внатрешни работи или пак до јавното обвинителство, секако доколку се работи за МВР, постои секторот за внатрешна контрола, па доколку не постапуваат по неговите искази дека му е нарушено некое негово човеко право или извршено кривично, секако од страна на полициски службеници, доколку не се преземени определени действија, секако може тоа да го пријави во секторот за внатрешна контрола, каде што ќе го целиот случај во врска со постапувањето на полициските службеници по повод поднесената кривична пријава против еден лице, односно еден сторител, како што кажува и самиот гледач. Да, верувам задоволен е и нашиот гледач, што според ова што го слушнавме прави совет до него. Тоа што сакав да ве прашам, повторно ќе остане непрашано, затоа што имаме, секако гледачите имаат предност, сакав да позборуваме малку за родителите на деца до 10 години во вонредна состојба, почитувајќи ги мерките секако ослободени остануваат од работните обврски, и за хроничните болни што имаат притисоци од нивните сопственици, но за тоа ако имаме време секако адвокате да слушаме што сака да ве праша нашиот следен гледач. Добро утро. Добро утро. Прашање од имотно-правни односи. Повелете. Се работи за градежни парцели во катастар на Радишани, каде што порано биле ниви, сега демек се градежно земјиште. И ние сега со соседот си имаме на времето решено и предците дека имаме пат меѓу нивите со меѓусебен договор на адвокат пред 20-30 години. Добро. Меѓутоа тоа не е внесено во катастарот, патот е видлив, значи внесен, ама ги пишува на сите соседи. И ние доскоро го користевме тој пат без проблеми. Сега соседот ми ставил врата на патот и не ме пушта да придам до мојот имот, затоа што ја не сум внесен во имотниот лист, а имам договор на адвокат. Јас знам дека процедурата, и адвокатот ќе потврди, треба да идам на суд да докажувам, меѓутоа прашањето ми е, во моментов, тоа ќе трае подолго, нели? Можам ли јас да пријавам во МВР дека ме попречува на патот да влезам до мојот имот? Иначе тужбата ја знам. Имам докази, ќе го докажам. Благодарам. Ви благодариме за вашето јавување. Да го слушнаме адвокатот Бојан Милушевски. Да, видете, ставам дека се работи за катастарска парцела која што е во собственост на неговиот сосед. Во таа насока не можете да се обратите до Министерството за внатрешни работи, бидејќи истите ќе дојдат на лице место, ќе оповарат имотниот лист на соседот и ќе каже дека е негова собственост. Но овдека имаме еден друг стварно правен институт, тоа се нарекува владение. Јас би кажал дека владението има исто така толку големо правно значење како што е и институтот собственост. Така во секој случај вашиот гледач има право на службеност, бидејќи согласно законот за собственост и други стварни права, правото на службеност е исто така еден стварно правен институт, каде што им овозможува на носителите на правото на собственост да може да, така народски кажам, да имаат свој пристап до својата парцела, дали се работи за градежна парцела или за катастарска парцела, сосема ирелевантно, меѓутоа правото на пристап до својата собственост и уживање на правото на својата собственост го имаат и може да го остваруваат преку, односно по пат на правото на службеност. Така што во овој случај, во секој случај може, доколку не може да влезе до својата парцела поради ставена ограда или врата од соседот, може да го оствари правото на службеност и сум убеден дека истото ќе го добие, а понатака во меѓувреме може да води гледачот и постапка за утврдување на право на
собственост на тој заеднички дел кој што го регулирале нивните предци со меѓусебен договор за уредување на меѓи или како и да го насловиле. Добро, ви благодариме и за одговорот. Имаме уште едно прашање од наша гледачка на Facebook фан страницата Добро утро секое утро, ќе го прочитам малку подоцна, да слушнаме кој ни се јавува. Ало. Да. Добар ден, Ане. Добар Голем ден. поздрав до адвокатот Бојан, стубаво име. Јас со вашата телевизија како најредовна многу ми помогнате, еве да ве поздравим, да ви честитам празникот, вака да ви кажем адвокатот да ме објасни. Јас за овие 30 години, нели знаете ми га проблемот, ама многу имам проблеми туј од, како да кажем, од роѓен брат, знаеш. Имам 2 дела горе у моето, мислим, селото, там татко ми што ми припиша. Татко ми умре, нели ние наследници, знаете, и нели ја 2 дела од мајка ми. 30 години ме притиска, се било негово, горе 2 дела клуч, ама ништо не ми дава, ни ораци да наберем, ни се ме јави у полиција. 30 години ме малтретирано, сега сакам да кажем, имањето не е поделено, да го прашам адвокатот, зашто немам пари јас да идем по судови, по адвокати, знам и куќата го како го легализиране или беа го ставиле на татково ми име, па толку пари сам дала, а поклон ми е од, ама проблеми врз и сега како што чунели за дрва таму берат и се карат, продават и да јас се купувам кредити, еве еден лимит 20.000 10 години не можем да го отплатим. Јас се извинувам само што ќе ве прекинам, ако сакате конкретното прашање. Само овој да кажем на брзина, далга имањето под хипотека. Може ли неподелено имање да го даje под хипотека? Тој сакам да го прашам адвокатот. Каков имот? Тој што имамо, нели, неподелено, сите што имамо од татко. Дали смее вашиот брат да го даде под хипотека? Така, тоа е прашање. За мал кредит и имањето за себе. Тој сакам да го прашам адвокатот и јас извинјавам што должим, голем поздрав и слушамо се, поздрав. Ви благодариме затоа што навистина има голем интерес за гледачите и секако граѓаните, па да имаме што поголем простор на сите да помогнеме со правен совет. Го слушнавте, верувам, прашањето? Ако може да ми го повторите, бидејќи навистина да, се уште не успеа да го слушнам докај. Дали смее нешто што не е докрај правно поделено да се стави под хипотека? Односно, незиниот брат дали смее да стави земјиште под хипотека? Што се уште не е поделено? Така, видите, значи, доколку земјиштето, односно било кој имот или права, се наоѓаат се уште условно кажано представуваат право на сопствено односно се додека не е спроведена постапка за расправање на оставината, секако дека никој од наследниците, дали од прв наследен ред така натаму, не смеат да располагаат со имотот на оставителот. Впрочем, и ниту еден орган, ниту пак надлежен нотар ќе завери било каква хипотека, односно ќе оптовари било кој имот кој што нема соодветен титулар, односно нема собственик врз истиот. Дали се работи за имот, право и така натаму. Што значи дека се до моментот додека не биде расправена оставината, истиот не може да биде заложен, а и доколку е расправена оставината, колку што можев да ја сватам гледачката дека незе не е бил оставен имот од незиниот татко, туку незиниот брат го наследил имотот, секако доколку таа поведе постапка за расправање на имотот, односно за преотварање на оставинската постапка, може да се стави и да се побара да се стави прибелешка во имотниот лист, во смисла на тоа дека се додека не заврши оставинската постапка да не може да располага со имотот оној кој што веќе го добил, односно пред кого била завршена постапката, се со цел да се обезбеди, односно да се заштити правото, идното право кое што е неизвестно, а кое што може да следува на во конкретниот случај на гледачката. Да. Така што треба да се разгледа конкретно предметот, па детално да се одговори, меѓутоа основите, контурите на ова прашање се во оваа насока. Добро.
Сега уште едно прашање на нашата Facebook фан страница Добро утро секое утро. Вели вака: денационализација во Република Македонија до каде е? Комисијата не ги решаваат предметите, само ги менуваат претседателите на комисиите. Да добијат време да достават решение дека одбиваат предмет поради земена доместо кад немаат никаков доказ за тоа. Наследници сме на имот во Бутел, земјиштето е изградено пред многу години, поднесено е за приватизација, но предметот не е започнат. Има многу парцели за што нема физичка делба уште од дедо ми. Вели нашата редовна гледачка. Постапка, ве молам, дали може да се врати земјиштето кое е изградено пред повеќе години, а може и објектите да им се легализирани? Тоа е прашањето. Да, имаме и гледач што не чека. Дали може, се извинувам адвокате, дали може да го слушаме и гледачот, па потоа да ги одговориме двете прашања? Во ред, да не чека гледачот, ви благодарам за разбирањето. Добро утро, за следниот гледач. Ало. Повелете, ве слушаме. Јас сум на линија. Вие сте повелете, да. Вака, са едно прашање до адвокатот. Каде се сум работен, секој месец правам по 20 до 25 сати прекувремени. И сега тие сати фирмата неće да ми плаќа и ми вели ќе ти дадеме денови. Тие ми дава по 5, по 6 денови, меѓутоа годишно се собира некаде околу 150 сати. И што треба се извинувам да само дали што ќе ве прекинам. Каде работите? Какви работни сати дополнително имате? Тебе добро са, ја нишам да ја напомнам фирмата преку време. Не мора да кажувате која е дејноста на фирмата. Гледајте, јас правам 180-185 сати, а тие ми плаќа 160. Аха, добро. Ете така. Што треба да правам? Дали може да ми објасни адвокатот? Добро, ви благодарам за јавувањето. Повелете. Ајде вака сега да одговориме на првото прашање во врска со постапката за денационализација и приватизација. Значи, добро, тоа се две различни постапки за денационализација и приватизација на градежно земјиште. Како што и констатирала и самиот гледач во вашата порака, овие постапки се прашува до каде се, бидејќи верувајте до нигде не се, можам да кажам слободно, бидејќи ги работиме тие постапки, тие предмети. Видете, таа постапка за денационализација веќе трае навистина многу. И од почнувањето на барањето за легализација која што беше во доците 98-99 година, како што почнаа со барањата за денационализација, па се до 2003 година, каде што можеше да се поднесуваат за денационализација. Верувајте дека до ден денеска има предмети кои што се уште не се решени, а од подносителите на барањата многу од нив веќе дури се и починати, па нивните наследници ги превземаат предмети. Сакам да кажам дека со тој долг процес на траење се сменја дури и генерации веќе во правата. Така што навистина не е толку сложен процесот законски, колку што самите службеници и самите комисии за денационализација го прават истиот да биде сложен. Имаме ситуации каде што во неколку наврати ги враќа поништените решенија за враќање на имотот, односно за одбивање на барањето за денационализација, и каде што комисиите не постапуваат упорно, каде што јас сметам дека на тој начин и текако се потребува службената положба и овластување, така што веројатно дали да се заштитат самите комисии од некако си постапување за она што му следува на самиот граѓанин, не постапуваат, односно не превземаат законски действија кои што се во рамки на законот. Како што самиот гледач кажа, токму такви предмети и имало, каде што се дава податок дека е утврден надоместок за национализираното земјиште, меѓутоа не постои никаде доказ дека тој надоместок е платен. Ме разбирате? Така и на тој начин постапуваат и управните судови. Значи, управните судови сакаат да видат чек кој што во времето бил присутен, зборуваме за 60-тите години, односно постапката за национализација која што се водела по 45-та година, колку што
што се сеќавам, каде што и тогаш постоело чек кој што бил издаден од тогашната национална југословенска банка, каде што се исплаќа соодветен надоместок на оној кој што му е одземено земјиштето. Меѓутоа, постои доказ дека се утврдува надоместок, но тој никогаш не е исплатен. Токму во ваквите случаи управните судови ги враќаат предметите назад, каде што велат дека вратете му го на човекот земјиштето, бидејќи дека истото е исплатен надоместок. Потоа имаме случаи каде што денационализацијата, односно одземањето, исплатата на земјиштето, кое што се вици, е според намената која што била во моментот на одземањето. И тука многу луѓе се конфронтират, се бунат, па тоа земјиште сега знаете ли колку вреди, таму е, во центарот е, во населби и така натаму. Меѓутоа, истото верувајте дека се цени според намената која што било во моментот на одземањето, да тогаш може би било земјоделско, сега е градежно и така натаму. Така што исто така и со процесот на приватизација на градежно земјиште, тука тоа е различна постапка каде што имаме приватизација на градежно земјиште кое што е најчесто од поранешен сопственик, односно поранешен корисник на земјиштето, или пак приватизација на земјиште постап на објект кој што е изграден согласно градежно-техничка документација, односно со правен основ. Така што, за жал, сакам да сублимирам дека овие постапки се повеќе децениски, веќе на луѓето име, можам да кажам слободно преку глава дојдено, бидејќи се многу предмети. Сакам да кажам исто така и една можеби мала критика дека и службениците не си ја вршат својата работа, можеби поради големиот обем на предмети, тоа тука е државата за тоа и секоја власт да се организира се со цел да се задоволат правата и потребите на граѓаните. За да не се одолговлекуваат процесите толку години. Да. Што се однесува до прашање за гледачот во поглед на работните часови, да, за работни односи го познава, односно институтот работа подолго од полното работно време, така што гледачот, односно законот не дозволува да се надмине таа бројка од 100 и мислам дека беше 80 часови работни во текот на годината. Значи дека мора работното време работодавачот да го распредели согласно законот за работни односи, а во секој случај дополнителни работни часови, односно работата подолго од полното работно време, мора да му се плати на работникот, во овој случај на гледачот. Значи го упатувам до работодавачот да се охрабри и да си ги побара своите права од работен однос согласно законот за работни односи, односно да сме за дополнителните часови за работа подолго од полното работно време. И да му бидат исплатени дополнителните работни часови на работникот, така. Добро, да слушнаме кој ни се јавува и каков правен совет ќе побара од вас секој петок, адвокат на граѓаните во утринската Добро утро секој утро. На вас останува да ги поставувате прашањата, а на нас е тука да се обидеме, да ви помогнеме со заеднички сили, секако телевизија Алфа и адвокатите Владимир Бангиевски, Бојан Милушевски. Денеска ни е во вонредни, уште еднаш да потсетам, услови. Благодарност уште еднаш до вас. Да слушнаме кој ни се јавува и каков правен совет ќе побара од нашиот адвокат. Добро утро. Веќе е добар ден, имате право. Емисија су? Да, ве слушаме. Повелете. Поздрав до емисија. Овако, ја би стела да питам адвоката дали од Евана, што е ова камата пред 15 година, значи без долг, ние сме без долг, камата некоја што е дојдена дупло од таа што сме имале порано, дали е таа усвоена со закон и не важи више или не е усвоен закон за каматите на Евана? Вака сега, тоа станува збор за останат долг од пред 10 години, убаво ве разбрав? 10-15 година, тоа немаме ние долги, имаме само камата, значи, што не сме знаеле за таа камата,
Меѓутоа, дали е усвоено тоа дека не важи више таа камата или се уште постои камата? Колку што знаеме, не треба да ги плаќате за останатите долгови, но да слушнеме правен совет. Немаме ние, само камата. Да, ве разбрав. Благодарам. Ви благодарам за Убав вашето ден. јавување, да го слушнеме адвокатот Бојан Милушевски. Повелете. Така, значи во трети месец колку што чинам се донесе закон за отпис на камати и репрограмирање на долгови трошоци за физички лица. Овој закон, значи, со овој закон се утврдуваат начин, постапка, условите за отпишување на пресметени камати, како и репрограмирање на главниот долг и трошоци кои што произлегуваат од стари извршни судски предмети кои што беа согласно законот законот за извршна постапка, односно дадени на судот за извршување, како и предмети кои што се пренесени кај нотарите и извршителите согласно законот за извршување, оној новиот од 2005 па со измените, а заточно со 31 декември 2011 година, како и предмети кои се на извршување за наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални дејности пред извршителите заклучно со 31 декември 2017 година. Што значи дека со овој закон може странката, бидејќи се работи за закон за отпис на камати за репрограмирање на долгови, колку што разбрав дека нема странката, меѓутоа ги има само каматите. Интересно беше е што во овој закон обврзани се на постапување оние јавни предпријатија кои што се основани од државата, односно од градот Скопје или пак од единиците на локална самоуправа, а за оние правни лица, односно правни субјекти кои што вршат комунална дејност, а кои што се во приватна собственост, односно не се основани од овие институции, тогаш беше препорака со овој закон да на ниво на управен одбор донесат одлука со која што ќе ги отпишат камати онака по период како што се наведени во самиот закон. Бидејќи се работи за Евана која што е компанија во приватна собственост, јас не сум запознат дали постапуваат они по овој закон, односно дали има донесена одлука за отпис на овие камати онака како што е предвидено во законот, но доколку е така, ја упатувам гледачката да си поднесе барање до институцијата и да се повика чисто на овој закон за отпис на камати и репрограмирање на долгови. Самата компанија, односно Евана, ќе во нејзиниот систем ќе ја најде гледачката по бројло, како што си ги водат во системот и ќе види за каков долг, односно за каква камата се работи, па согласно тоа ако има донесена одлука на ниво на орган на управување и управен одбор, ќе се отпишат каматите во зависност од периодот за кој што се работи за отписот. Секако, ви благодариме за одговорот. Верувам дека и гледачката на телевизија Алфина Добро утро секој утро е задоволна со правниот совет кој го имавте за неа и со оглед на временската рамка наша, ова е ми се чини и последниот наш гледач за денешната рубрика Адвокат на граѓаните. Добро утро, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Прашањето ми е вака за поставување на граница измеѓу два плаца кои сме го купиле во 2004, поставени од претходните, оградата е поставена од претходните газди и сега после купувањето ние сме изградиле од самата ограда кон нашиот дел објект, што после купувањето ние катастарот го повикавме и ни кажаа дека границите се окей. Сега ни го носат објектот до комшијата како да сме навлегле во неговиот плац, а од неговата куќа до оградата има 5 метри слободен простор, физички што може да се види. Правевме 3 елаборати, во сите 3 елаборати покажува дека сме навлезени
а физички има слободен простор. Се извинувам само да прашам, јас се извинувам, нема да има никаква сврка самата рубрика. Дали може поконцизно и дали ве слуша адвокатот, затоа што сме при крај на емисијата? Адвоката, дали убаво слушате, затоа што јас не ја слушам убаво гледачката? Границата е поставено од Во ред, претходните. ве разбирам. Адвоката, дали ја слушате гледачката, тоа ми е битно? Во еден дел ми се прекина Да, и нам исто така, линијата. затоа велам, ако може поконкретно и поконцизно и ве молам побрзо, треба да ја превршуваме рубриката и самата емисија. Од границата не сме навлезени од претходните. Меѓутоа, по мерењата сегашни, велат дека сме навлезени во платот на комшијата. Кој тоа вели? Од катастар. Од катастар. Да. А вие имате веќе катастарски план, се дека до таму во ваша собственост, така убаво ве разбирам? Да, граница поставена од претходно. Добро, сега ви велат поинаку? Да, сега Добро. велат дека сме навлегле во комшијата. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Само кусо, концизно, адвоката, доколку можете со 2 реченици. Да. Па видите, значи доколку не може да се уредат меѓите, односно доколку со елаборатот, како што каже гледачката, не успеале да уредат меѓите, односно каде се границите на нивната катастарска парцела која што ги дели со суседот, во правото имаме вонпарнична постапка, каде што е постапка за уредување на меѓи. Значи, во тој случај се прави исто така геодетски елаборат од овластен геодет, каде што се поднесува до судот барање да се уредат меѓите. Судот постапува, излегува на лице место, испроведува сите действија потребни согласно законот и во таа постапка со решение одлучува за уредување на меѓите каде да бидат поставени кои што граѓани меѓу катастарски парцели. Добро, ви благодариме за сите ваши правни совети, за сите наши граѓани и се извинуваме за оние можеби што пристигнаа подоцна до нас. Сите прашања ќе ви бидат одговорени. Секој петок имаме редовна рубрика во Добро утро секое утро со адвокат на граѓаните. Овој пат ви благодарам адвоката Бојан Милошевски за соработката во вакви вонредни услови и секако ќе остане таа тема за некој иден пат во однос на мерките за хронично болните и за оние родители кои имаат деца под 10 годишна возраст и нивните превирања и воопшто недоумици затоа што имаат притисоци од нивните собственици да се вратат на своите работни места, а апсолутно имаат право да седат дома во ваква вонредна состојба. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас на покана. Ми беше чест и задоволство ако помогнавме на некои граѓани да ги решат своите права.